Битката со загадување не е битка која што може да поведете мерки кои што брзо ќе дадат резултати. Повеќе од 3 години од мандатот на градоначалникот Шилегов не беа доволни за мерките во борбата против аерозагадувањето да дадат резултати. Граѓаните и понатаму дишат отровен воздух, а овој горчлив проблем одзема до 3000 жртви годишно. Сепак, градоначалникот се правда дека битката не е лесна и потребно е време. Уште во предизборната кампања Шилегов ги најавуваше главните приоритети на локалната власт: почист воздух и повеќе зеленило. 3 години подоцна Скопје неколку пати се наоѓа меѓу првите на црните листи со најзагадени градови во светот. Во отсуство на конкретни мерки, градскиот татко се фали со 5000 инвертери. Мерка која сепак се покажа како недоволна за метропола од типот на Скопје, од и ретко кој имаше можност да ја искористи. Шилегов признава дека критичните точки се 11 октомври во Кисела Вода и Ново Лисиче, најниските места во Скопската котлина, каде доаѓа до таложење на загадениот воздух. Верува дека жителите на овие две населби ќе се спасат доколку добро се организира грејењето на домакинствата. Ние го работиме концептот на градски енергетски системи, вие знаете, веќе сме во разговори и со постојниот лиценциран дистрибутер БЕК и со регулаторната комисија со цел, ако веќе БЕК останува во системот градски енергетски системи, односно ГЕС да стане дел од тој систем и многу брзо градот излезе со целосен концепт. Справувањето со загадениот воздух и понатаму се сведува на футуристички планови, а градските власти уште еднаш најавија стратешка борба за поздрава околина. Додека мерките дадат видливи резултати, на луѓето им останува да чекаат да заврне дожд или да дувне ветер за да имаат привилегија да дишат почист воздух.